Дефинитивно пред се е најважна инфраструктурата. Од таму се почнува, од таму ти дава мотив и елан. Тука ние не застануваме, или ова е поврзано со базените. Веќе се обезбедени средства за затоплување салите. Обезбедени се средства за менување на подлогите. Знаеме, имаме убави сали кои се од поодамна, али треба само малце да се реновираат. Тука ќе се стават загревање и подлоги. Сакаме да смениме старите подлоги, да ги направиме со модерен паркет, пошто знаеме, треба да се исполнуваат услови и во кошарката, во ракометот, одбојката и се останато да има убава подлога. Така да не многу манкаме со инфраструктура, али ние од дамнина. И треба да се реновира и да се направи, да се стави во функција на сите граѓани, на сите спортисти, пошто нели првично еден спортист, ево ракометарот, ако нема добар третман во сала, со облекувална топка, дресови, нема што да бараме од тој спортист. Да, има и други договори кои што нели не ги спомнавме, веќе они ќе треба да траат после предавањето на самата општина, како што спомнавте, овие по закон ние не смееме да ги држиме во рок од 7 дена од предавањето на изведувачот на нас, ние мораме да ги предаваме на самите општини. После тоа има договор од 3 години кои ние вршиме надзор на сите објекти, да видиме како се стопанисува, треба да се обучуваат луѓе кои дефинитивно ќе работат или ќе го нагледуваат базенот за да ова не пропадне, не само базенот и сите објекти спортски, за да не пропадне толку брзо. Така да најважно е стопанисувањето на базенот на спортските објекти да биде квалитетно. Све од таму доаѓа, нели, ако се прави, дај да го сочуваме, не е за нас, за децата.